во законот ќе се интервенира со амандмани и ќе се избрише делот каде што владата предлага, претседателот предлага, ќе оставиме самите обвинители и суди да си ги изберат тие кои што ќе бидат таму. Ќе им обезбедиме соодветен буџет независен, да знаат дека секоја година ќе имаат процент од буџетот соодветен на бруто домашниот производ и владата ќе прави оверсайт, односно ќе врши надзор на работењето во финансиска смисла, да не дојде било каква злоупотреба. Никого не познавам обвинителство, никого не познавам одсуство, иако многумина сега сакаат да се запознаат со мене и обвинители и суди, нека си ги изберат самите, да не биде после овој обвинител, аха, тој е на Мицкоски. Овој судија, аха, тој е на Мицкоски. Не секам така. Не секам владата да предлага ништо. Самите нека се изберат. Нека си има од секоја апелациско подрачје кандидати, нека си гласаат, нека си ги изберат тие кои што мислат дека се најдобри, нека бидат и тие во тие тела во советите и така натаму на обвинители и судскиот совет и нека функционираат. Ние ќе им дадеме како влада буџет, ќе бараме само да се почитуваат законите. Но почувствувам ли дека ќе имаат политички влијанија на некои други? Почувствувам ли дека ќе имаат бизнес влијанија? Жестоки казни ќе предвидиме. Не само како ќе ги предвидите во законите? Во закон со затвор. Со затвор ќе бидат казни. Озбилни казни. Затоа што им овозможуваме самите да функционираат, им обезбедуваме како една влада независно финансирање и работење. Единствено нешто што бараме е да обвинуваат согласно закон и устав и да судат според закон и устав.